Председателке наша, жена, Гордана, денес со само еден гест го оправда секој глас што ти го дадовме во председателската трка, да стигнеш до председателската функција, да бидеш првата жена председател на Македонија, како што и самата кажа неколку пати во инаугуративниот говор. Им покажа на сите предавници кои што не турнаа во понижување дека не било тешко да се каже само Македонија. Свесна си, зборувам на ти, ќе ме извиниш, затоа што денес секој македонец те осети, те почувствува близок, како да си дел од неговата фамилија, од неговото семејство. Веројатно си свесна дека денес со овој гест на самиот старт обезбеди веројатно уште еден мандат а Господ ќе те поживее да го дочекаш и тоа. Ако по утрото денот се познава, ако она што го направи во собранието се препознае твоето идно однесување од позиција председател на држава, можам да кажам дека македонците ќе ги вратат на смевките на своите лица. Беше храбра, покажа храброст повеќе од било кој маж изминативе години. А всушност покажа дека не е тешко. Што рече еден мој колега во негов пишан статус на Фейсбук, Рубен Смуратовски, рече потребна беше само малку трошка самопочит за тоа да се каже. Ти покажа дека имаш самопочит и го покажа патот понатака по кој што и начинот на кој што треба да се однесуваат македонците, особено оние кои што ќе водат државата и кои што ќе бидат ностоп во допир со странците, ќе преговараат со странци за разни работи и така натаму. Ама излегла грчката амбасадорка, го напуштила собранието. Нека оди. Абе кај сака, нек се врати назад во Атина. Не се плашете повеќе од реакции. Ќе бидат на почетокот реакциите од странскиот фактор посилни, вака некој ќе реагира жестоко, не знам што. Но генерално нивниот однос кон нас нема да се смени. Тие и понатаму ќе бараат од нас да одстапуваме, да клекнуваме, да се виткаме. Но со овој гест им покажа дека повеќе тоа од нас не смеат да го очекуваат, ниту на сон. Ке се обидуваат уште неколку пати, уште 10, 15, 20, ќе вршат притисоци, но веруете, на крај ќе се откажат. Вие, фала Богу, имате 71 година председателки и веројатно ги познавате и ги разбирате овие работи што ги зборувам и подобро од мене. Веројатно затоа не ви беше тешко да го пронајдете, да ја пронајдете храброста во себе, во она каде и да ја чувате, во кој знае кој катче од вашата глава и без трошка сомнеш, без трошка колебање да изговорите само Македонија. Додека сите во салата или барем повеќето од нив, тоест оној дел од нив кои што работеа на тоа да си го смениме името и да заборавиме на името, на очиглед на нивниот шок, го кажавте, тоа можеше да се почувства. Нивната тишина, нивниот шок, можевте
во салата да го пресечете со нож, како да поминете низ него како низ кајмак. Ова дене што го направивте, не се сомневам дека ќе ве води понатаму низ вашите авантури, низ вашите активности, низ вашите задачи, низ вашите ангажмани како председател на Републиката. Ќе бидете почитувана затоа што сте учена, затоа што заслуживте да бидете на тоа место, но ќе бидете уште попочитувана затоа што сите ќе сватат дека сега немаат повеќе работа со подопашници, со безрбетници, со домашни предавници, со пета колона, со внатрешни непријатели кои работат за соседни држави, туку дека имаат работа со патриот кој што си го сака својот народ. Тука веќе тасот на вагата превагнува на страната на оној кој си држи до себе. Останатите ќе треба да се прилагодат на неговите ставови, неговите желби, неговите принципи, неговата политичка волја. Толку од мене. Ви посакувам квалитетен, исполнет председателски мандат. Ви посакувам да ги прескокнете лесно сите пречки, премрежија што ќе бидат пред вас. Посакувам во ниту еден момент да не се исплашите пред заканите што ќе бидат упатени кон вас. А сите останати можете да лаете до безвест и како оној Адеми, и како не знам кој. Заврши приказната со клекнатиот македонец со наведната глава, кој што прима удари прво од своите, а потоа од сите останати кои ќе видат како како неговите политичари кои што го водат прво го понижуваат. Тогаш е многу полесно и на сите останати да го следат нивниот пример. Џабе ке лаете, Адеми. Џабе, треба да сватите. Македонците никогаш нема да прифатат повеќе такви национални понижувања, па не Европска Унија, свети Европска Унија да биде условот или уцената за да се клекне. Заборавете на тоа. Довидување.